Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Убедлива победа и огромна разлика во гласовите. Власта оди во опозиција. Македонските граѓани ја избра и првата жена председател во историјата на современа Република Македонија. Граѓаните исто така испишаа и историја, покажаа сплотеност и демократски капацитет. За темите поврзани со тоа како би се движел новиот состав на владата, што значат преговорите за идниот состав на влада, како ќе се одвива инаугурацијата на идната, односно на председателката на Република Македонија, што значи денот недела, како и зошто ќе се употребува името Македонија, што значат пораките кои што беа испратени во изминативе 2 дена, ќе дознаеме и ќе продискутирам вечерва со мојот гостин, поранешниот амбасадор и вице-премиер Ивица Боцевски. Останете на фреквенцијата на телевизија Алфа, сите прашања ги поставувам веднаш по рекламите. Добра вечер, уште еднаш почитувани гледачи. Како што ви најавив, Ивица Боцевски, поранешен амбасадор и вице-премиер во студијава вечерва. Добра вечер. Добра вечер. Македонија ја доби првата жена председател и некаде прочитав како било проблематично да потенцираме дека била прва жена за председател, меѓутоа тоа е факт. Па одредени кругови тоа го прочитам, меѓутоа мислам дека е добро да се поздрави, да се поддржи, бидејќи треба да се стимулираат жените да бидат. Професорката Селјановска доби 2 битки со историјата. Првата битка со историјата што ја доби е фактот што никогаш во Република Македонија жена не била шеф на државата. Таа е прва жена шеф на државата и тоа е една голема работа. Посебно е голема работа затоа што таа е активистка на женското движење во Македонија сите овие години. Така што не знам кој е тој кој што инсистира да не се потенцираат овие работи. Станува збор за жена која што се бори, она што го нарекуваат американците стаклениот таван, да се искрши за сите девојчиња во сите професии. Значи, не само во политиката, туку да речеме и во медицината, во хирургијата, која што важи за машка професија, и во војската, и во сите оние места каде што се вели дека се уште девојките не се добре дојдени, се уште жените не се добре дојдени. Дотолку повеќе за нејза сигурна победа е сладка, затоа што таа меѓу другото инсистира дека секоја професија треба да добие и свој женски облик на изразување, инсистира на употреба на изразот председателка и веројатно убаво ќе извучи врховна командантка, која што ќе имаме по прв пат во историјата. Меѓутоа има уште една битка со историјата која што таа доби. Имено во досегашната демократска историја на Македонија никогаш кандидатот на опозицијата не победил на председателските избори. Ова е прв пат кандидат на опозиција да победува на председателски избори. Факторите се многу бројни, факторите се многу слојни. Меѓутоа, неспорна е оваа победа, затоа што неспорни се нејзините гласови. Да, станува збор за сериозна разлика во гласови. 309... Таа има над 560.000 гласови добиено. Не ги оспори никој овие гласови. Посебно не ги оспори овие гласови нејзиниот против кандидат. И ова е нов квалитет за нас, затоа што гласовите на Борис Трајковски од 99 година во вториот круг се оспорени. Гласовите на Кирил Глигоров од првиот круг од 94 година се оспорени и тие два изборни циклуси беа многу проблематични. Македонската историја ќе даде лоша оценка за овие циклуси. Ова е најголем број на гласови што било кој кандидат го добил во историјата на Република Македонија и сите овие 560.000 гласови се чисти како солза, како утринска роса. Така што тука нема никаков збор околу големината на незината победа. Не ја засенени фактот што признавањето на незината победа, незиниот против кандидат дојде на еден прилично, можем да кажем, невоспитан начин, затоа што тој требаше лично со име и со презиме да и честите на него на против кандидатката, не го стори тоа, не смогна сили да го направи. И ова е еден несреќен крај на една политичка кариера која што почна 2014 година и која што никогаш не израсна во некоја си политичка кариера. Ајде за тоа. Да, имаше уште една ситуација што се случуваше особено на што беше и видлива и покажа на социјалните мрежи на денот на изборите, а тоа беше тивкиот бојкот. Да. Меѓутоа би сакала да потенцирам, не сум сигурна дали некој го продискутира ова, а тоа е дека во 2019 излезноста е 46,65%, а сега на овие избори беше 46,38%. Незначителна разлика, што значи дека не беше воопшто успешен. Од друга страна, прашањето ми било дали ова значи дека оние кои иницираат таков тивок бојкот се многу слаби, или дека граѓаните се многу посилни од она што некој ќе им, односно Двете се тука фактори. Ајде прво тргнеме од првиот фактор, факторот Дуи.
Значи, Демократската унија за интеграција е рецидив од едно минато време. Демократската унија за интеграција е рецидив од балканските 90-те години, кога имавме ширум поранешна Југославија, изблик на жестоки националистички, па дури и шовинистички движења кои што бараа да се направат големи држави, не знам, голема Србија, голема Хрватска, големо Косово, голема Албанија и така натаму. Сите овие движења ги однесоа и своите народи и своите држави во една голема катастрофа. Секој што тргна да прави голема држава на крај заврши со намалена сопствена држава и со големи трагедии за сопствениот народ кој што мораше да ги напушта своите родни огништа, не само таму, туку и на цели, ако тргнеме порано во историјата, тоа секогаш било случај на Балканот, секогаш кога се иницирале вакви налудничави големодржавни проекти. Дуи рецидив од оваа ера. Да се потсетиме на комуникето број 4 на македонската УЧК, од кој што поразно израсно Дуи. Тоа е една партија која што нема проблем да врши дискриминација на останатите етнички групи, вклучително на мнозинските македонци, што го видовме посебно во периодот од 2007 година до 2024 година. Многу лошо. Ај се да се вратиме, нели, да се вратиме неназад. Во моментов тие тргна во една уште полоша насока, имајќи предвид дека Македонија е земја членка на НАТО и нивниот бојкот ќе останеше упразнета функцијата шеф на државата. Не упразнета, ќе беше претседател на собрание. Меѓутоа, тој или таа нема полн легитимитет да биде шеф на државата и врховен командант. Во услови на војна во Украина, каде што НАТО е вмешано како сојузник на Украина. Во услови на војна во Газа, да се остави земја членка на НАТО без врховен командант е и повеќе од трагично. Тоа е тоа што можеме да кажеме. Како би го искоментирале тоа што денеска техничкиот премиер во заминување одбележуваше 100 дена влада и на прашањето за ток мотивкиот бојкот кажа дека Артан Груби не представува целата Дуи. Ама тоа е смешно, затоа што видовме дека бојкотот беше сеопфатен. Дали тоа значи дека се обидува се обидува да се излечат од дупката во која што сами се закопаа? Тоа е една голема дупка, јасно е дека немаа поддршка. Вие се сомневате тие да имаа било каква поддршка, дури и имплицитно од меѓународниот фактор, па на сите труба ке звонеа дека идат на бојкот. Ова беше многу тивка операција, меѓутоа јасно беше дека се случувала затоа што бојкотот беше очигледен на сите места каде што Демократската унија за интеграција. Омекнуваат ли сега се обидуваат ли да Сега се обидуваат да излезат од кашата, успеат... очигледно дека некој им кажал дека тоа е лошо, тоа прво, второ дека се препуштени сами на себе и дека никој нема да им помага во преговорите кои што следат за формирање на влада, нема да бидат ни викнати од страна на мандатарот Христијан Мицкоски. Сега се обидуваат да излезат од една лоша ситуација. Гледаме дека го спремаат Артан Груби за жртвено јагне, дури му ставаат јаболка во устата околу целата таа работа, што прилично лошо звучи сега. Не е убаво, значи кога се влегува во една работа, треба сите заедно да влезат, сите заедно да излезат. А вака е малку така изгледа како да јас се доведам во ситуација да го бранам Артан Груби, да сам треба да се прекрстам сега. Што правам, меѓутоа да се вратиме на целата таа работа, влегува во една каша, влегува во една лоша ситуација, тргнаа против НАТО, САД и Европската унија со тивкиот бојкот на претседателските избори, тоа не е добро. Тоа не е убаво и Дуи ќе треба да се објаснува. Во тој поглед тие се најголеми губитници на овие избори, затоа што и покрај тоа што тие добија повеќе гласови од коалицијата Вреди, нема да бидат дел од владата. Тие се не заборавиме дека тука се коалиционите партии кои што не е бројката 19 пратеници на Дуи, па не само што не е бројката тоа толкава, туку прашање е дали го добија тие мнозинството од албанските гласови, затоа што користејќи коруптивни методи со овие проекти кои што не ги контролираат како, не знам, Бехтел, Ленка, едно друго, тие навлегува кај други етнички заедници во ранливите категории. Значи, тука очигледно беше дека се игра и на подкуп, се игра и на други методи. Прашање кој го доби мнозинството на албанскиот глас во Македонија. Повеќе делува дека коалицијата Вреди со 101.000 гласови повторно чисти ко солза се гласовите на коалицијата Вреди за разлика од гласовите на Демократската унија за интеграција. Меѓутоа, тоа е тоа. Тие во момент ситуацијата е таква каква што е. Тие се помалку или повеќе како онаа партијата Нина Шешелј во Србија кога имаше повеќе гласови од безмалку од сите партии, меѓутоа не можеше да формира влада затоа што сите бега од нив беа токсични едноставно. А токсични сте кога одите против принципите не само на домашната, туку и на меѓународната
политика. Исто така гледаме една друга работа за која што треба да му се честите на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Значи во моментот во центарот на македонската политика е ВМРО ДПМН и таа партија е со најголем коалиционен потенцијал. Тука меѓу другото и со вас правев емисии на тие теми, се зборуваше дека ВМРО ДПМН нема дека имал најмал. Така кажу. Сега сега да видиме. ВМРО ДПМН може да коалицира и со Вреди, и со ДУИ, и со Знам на Максим Димитриевски, и со Левица, па и со СДСМ, и од таму стигнуваат. Значи, единствена партија која што може со сите да коалицира. Може ли Левица со СДСМ да коалицира? Не може. Може ли Левица со ДУИ да коалицира? Не може. Ве се примери да. Значи, во самиот центар на македонската политика и ВМРО ДПМН со еден многу јасен мандат од граѓаните, безмарку плебисцитарно, значи гледаме 58 од 120 пратеници, значи невозможно е. Теоретски е возможно, меѓутоа практично е невозможно да се прави влада. И ова е далеку повеќе од сите проценти кои што до сега беа давани. Од друга страна, еден огромен губитник на изборите е и Социјалдемократскиот сојуз, кој што го изгуби статусот на стожерна партија. По прв пат во историјата тие се трета партија по број на и изгубија 28 пратеници. Да, што не е малку, затоа што пратеничката група е она која што го чува интегритетот на партијата помеѓу два изборни циклуси и сега се доведуваат во ситуација тие да не може да предложат кандидат за председател. Што не е мала работа, пак ќе кажам. Меѓутоа би сакала како бројка 28 пратеници изгуби во ВМРО. Тоа е сериозна бројка, 28 пратеници. Не само тоа, не гледате колку гласови изгубија партија која што само во 2016 година дојде до 430.000 гласови. Сега има 200.000 помалку. Ајде овие 28 пратеници ќе ги забравиме, 200.000 луѓе да ве напуштат. Тоа не е мала бројка. Воопшто не е мала бројка. И ова ќе бара пресериозни анализи. Таа партија во смртна агонија. Освен гледаме кадровски дека се имаат осипано, програмски се имаат осипано. И прашање кој ќе завземе тој пол на македонската политика, затоа што има граѓани во Македонија кои што не сакаат да гласаат за ВМРО ДПМН. Таму сигурно таа сцена ќе има некоја гужва. На крајот нешто ќе израсне. Која ќе израсне, како ќе израсне, како ќе се вика. Дали тоа ќе биде СДСМ или ќе биде нешто друго, ќе видиме. Меѓутоа во моментов не делува дека има внатрешен потенцијал кај СДСМ тоа да се направи. И на крајот на крижата мора да се признае дека се негуваше оваа ситуација, односно таму намерно се одеше на една негативна селекција на луѓето да се дојде до една ваква лоша ситуација. Истовремено мораме да кажеме дека друг голем губитник заради едно нерационално однесување на овие избори е Левица. Добро, тие имаат пратеничка група, тоа не е мала работа, честитки за тоа. Принципиално 65.000 гласови во Македонија се добијат, не е мала работа. Меѓутоа, малку го збрка наративот. Еве да кажем, тие претходно се представува себе си како совеста на опозицијата. Во смисла дека ВМРО ДПМН е премногу практично и прагматично како политичка партија, дека можеби да ги напушти оние точки каде што граѓаните сакаат опозицијата да води алтернативна политика ако стане власт. Тие себе си така се представува. И добиваа гласови. Во предизборието почна да се представуваат малку поинаку, демек ни риба, ни девојка, не сме ни ВМРО, ни СДСМ. Тоа никој не го сакаше. Клучната тема на овие избори беше промена и промени, плюс водеа некои војни кои што не се наши војни. Сега во ред ситуацијата во Газа е таква каква што е. Жално е тоа што таму се случува. Меѓутоа тоа не е релевантно за македонската политика, ниту пак ние имаме инструменти тоа да го решиме. Може би тоа да биде релевантно за политиката на Соединените американски држави, на Франција, не знам, на Италија и така натаму, тие може да се вмешат и да направат нешто таму. Меѓутоа не и во Македонија. И на крајот оваа ситуација околу бојкотот, најавениот бојкот од кандидатот за претседател на Левица Билјана Ванковска и од некои други луѓе од раководството, тие потоа се оградија, гледаме дека Крмов излезе со статус дека нема да има бојкот, меѓутоа допрва ќе треба да објаснат таа епизода нивното однесување, затоа што влегува во наративот на ДУИ, партија со која што немаат ништо заедничко. Друг голем победник е движењето Знам, за 3,5 месеца успеваа да дојат до пратеничка група од 6 пратеници. Видовме дека Максим Димитриевски не успеа да ги прелеje сите своји гласови на контото на партијата Знам. Тој доби далеку повеќе гласови меѓутоа анкетите тоа го тврдеа на крајот на краиштата, тука анкетите не погрешија и тие се голем победник и оваа коалицијата вреди, затоа што мислам дека конечно се најде еден наратив помеѓу етничките албански партии во Македонија, наратив кој што оди против ДУИ. Да, сега убаво ги изанализиравте овие работи, меѓутоа роковите течат.
ќе треба наскоро да се надзири како ќе изгледа составот на нејдната влада. Како според вас би изгледал, бидејќи слушаме одредени идеи за неучество на одредени партии, да не се вклучи албанската заедница или албанските партии во владата? Значи, веќе видовме дека кичмен столб на таа партија ќе биде коалицијата помеѓу ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди. Тоа беше практично најавено уште ден пред изборите, 2 дена пред изборите, кога Христијан Мицкоски го посети Армен Тарафари во штабот на партијата Вреди во Скопје. И поздравот што ќе нам купати на пресконференција во првиот. Во првиот. Значи, јасно е дека тоа ќе биде кичмениот столб на оваа коалиција. Што понатаму? Има многу прашалници, така. Ајде да видиме што понатаму. Според мене, ова што го кажувате вие, тоа доаѓа од некои маргинални кругови на социјалните мрежи, од некои луѓе што настапуваат, значи како што зборевме. За разлика од во Македонија, условно кажано помеѓу партиите од македонскиот блок, ако можеме така да кажеме, шовинизмот е на самата маргина и тие партии не добиваат доволно гласови да влезат и во собранието. Меѓутоа во такви некои кругови се дискутира дека во Македонија најголем проблем било тоа што етничките албанци имале учество во власта и сега треба да им се нацрта на тие луѓе дека Македонија е таква каква што е. 1/3 од населението не се македонци во оваа држава. Тие се граѓани како и македонците со сите права и должности што им прилегаат. И оваа држава не од сега, уште од кога е изградена после Астом 44 година, гледа да се акомодира на потребите на граѓаните во Македонија кои што не се албанци. Јас се сеќам уште во комунизмот, во средините каде што има доминантно албанско население, се користеше албанскиот јазик, имаше двојазични табли, имаше двојазични документи и така натаму, имаше школи, гимназии на албански јазик и на турски јазик. Добро, беше предолго во власт и направи одредени работи. работи. Не, токму затоа. Фактот дека Дуи се однесуваше како партија која што сакава дека да внесе апартхеид. И тоа не апартхеид базиран на македонци и албанци, него апартхеид базиран на членови на Дуи и другите. Ја направи оваа ситуација, но да се разбереме. Од 1990 година, од кога оваа земја стана демократска, се направи една неформална уставна конвенција дека мора во власта да влезат партија или партии кои што изворно го добиле мандатот, гласот од албанците во Македонија и тоа придонесува кон стабилизација на политиката, вклученост на сите во политиката и развој на Македонија таква каква што е. Така што никогаш не било доведено под знак прашалник дека треба да има таква партија во владата. Што беше доведено под знак прашалник? Ајде да видиме. Значи, под знак прашалник беше доведено како се формира влада во Македонија. Принципот е едноставен. Да се формира влада во Македонија, вам ви требаат 61 пратеник и коалиционен партнер кој што изворно ги представува албанците. Толку. Може да се случи да се направи коалиција со 61 пратеник и мнозинството од македонците да бидат во опозиција. Тоа беше од 2017 до 2024 година. Тоа што го гледавме сега. Да, дали е легитимно? Легитимно е. Сите сме граѓани, независно од тоа на кој етникум му припаѓаме. Така? Значи легитимно е. Исто и легитимно дека може да се направи влада со 61 пратеник и со партија која што добила гласови од етничките албанци, завиден број на гласови, најверојатно и мнозинство од гласовите, меѓутоа која што има помалце пратеници. Зошто да не? Што има тука спорно? Значи сите достанати фантазии, победник со победник и така натаму, да. Не е само тоа, него значи да добиете, да формирате влада во Македонија ви треба 61 пратеник и се разбира партнер кој што отсликува оваа мултиетничка разноликост во Македонија, посебно фактот што во еден дел од земјата ние имаме концентрација на една заедница која што треба да се уважи. Во Европа има системи политички кои што наоѓаат дури и начин на изборни модели како ова да биде земено предвид со цел малцинството да биде застапено и во власта и во собранието. Така што ја не гледам, значи проблемот е да, Дуи може да иде во опозиција и покрај тоа што може би има повеќе пратеници од Вреди. Дали ќе има владата проблем со Бадинтер? Не верувам дека ќе има проблем со Бадинтер, меѓутоа, и да има проблем, се седнува и се дискутира без разлика што таа партија е партија од опозиција. На крајот на грижата здрава е за Дуи. Нема ништо подобро за една партија од одење во опозиција. Во опозиција вие се чистите. Што се случуваше со министерствата? Значи, едно од
многу проблематични работи, меѓутоа едно многу проблематичните за идните генерации е тоа што се почнува учебни години без учебници. А не, тоа да не зборуваме, значи една од причините злоупотреба на возила, на ресурси, буквално како да беа без граници, така се однесува. Значи една од причините зашто оваа власт толку сраот не изгуби е затоа што со оваа земја никој не управуваше. Ние 7 години имавме празен од. Зборуваа за ЕУ, не само што не мрднаа, не уназадија со некои законски решенија. Во делот на јавните набавки, например, ситуацијата беше толку разлабавена што овозможи крадење и корупција да отиде во небеса. Што е, нели, што не требаше да се случи, ако смеам така да кажам. Така што во однос на ова ја немам никакви дилеми. Клучот за формирање на влада во Македонија, како што реков, 61 пратеник добиен изворно од граѓаните. Дали може тие 61 пратеник да речеме да бидат од малцинство македонци и сите останати? Може. Така беше. Дали може да биде од мнозинство македонци и малцинство од заедниците? Па може и така, зашто да не може. Работата е само, како што реков, заради една специфика која што имаме ние, да се возможни застапеност на граѓани албанци кои што го добиле својот мандат директно. Еден ден можеби ние ќе имаме државни партии на цела територија кои што ќе представуваат сите. Тоа го немаме сега. Јасно. Меѓутоа, затоа што го немаме, го премостуваме на овој начин. Да, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и денес имаше средба со коалиционите партнери, за утре чинаме најавена средба со представници на коалицијата Вреди. Меѓутоа, изминативе пред чинам ден-два објави неколку точки на кои што би се осврнало нивното работењето нивната влада. При тоа подличена беше следниве работи: економски силна држава преку реформи и чекори кои ќе бидат жестока битка за повисок животен стандард, фронт против криминалот и корупцијата и постигнување правда и реализација на стратешкиот интерес за европски интеграции преку диалог и исполнување на принципи. Што мислите за овие три точки? Одлични се. Еве ќе кажам во старт. И тука мораме да се вратиме на историјата на ВМРО. Значи ВМРО додека на почетокот на 90-тите додека водеше битки со историјата, во 1903 со времето на Колишевски, не добиваше доволно гласови да стане релевантна политичка партија која што влегува во власт. Во моментот кога прв пат станаа прагматични, тоа бе изборите од 98 година, претходно локалните од 2006 година, народ им даде доверба. Истото тоа се случи во 2006 година и во другите изборни циклуси. Значи, да се разбереме, постои една стратегиска димензија на политиката и тоа се решава на поинаков начин. Затоа еве на пример сега имаме председателка која што вели дека гради консензус заедно со опозицијата и така натаму. Тоа е за долгорочни проекти. Меѓутоа, главниот дел на политиката е она што се однесува на не би рекол краткорочни проекти, него работи кои што се горат во моментот. Во моментот работи кои што горат во Македонија е тоа, корупцијата. Ова се присутна корупција која што сите нас не одбива, која што сите нас не фрустрира. Тоа е првото. Второто е квалитетот на владењето. Значи, она кризата со пасошите покажа една таква неодговорност на политиката кон страшно. Едноставно нема, значи тоа е вториот дел, владење на правото. Па ова што се случуваше со СЈ, значи орган заради што се носеа на мајци, кои што сите тврдеа дека ќе ја реши во Македонија с владење на правото, на крај стана извор на најгрозната можна корупција. Убедливо. На шуличи тоа. Еве се поставува прашање тука јавно. Правосудниот систем мора да се реформира и мора таму да дојдат луѓе кои што ќе престанат да мислат на коруптивни шеми и на партиски шеми, туку ќе почнат да размислуваат на она што им е клучна работа, односно владење на правото, правораздавање и овозможување правда во оваа држава. Последниот дел околу европската интеграција зошто е клучен? Од многу аспекти. Прво, од она што постојано кажуваме, да воведеме тука правила, вредности, принципи на работење кои што се еднакви од државите на Европската унија. Вториот дел. Значи, ние не може да избегаме од географијата. Значи, оваа земја не уште од сега, уште од Отоманското царство е дел од еден поширок европски економски контекст. Исти во поранешна Југославија, некаде ние од постојано, меѓутоа некаде од 70-тите нашата клучна економска размена е со земјите од тогаш Европската економска заедница, сега Европската унија и така натаму. Значи, од наш суштински национален економски интерес
е да се заврши, да се затвори оваа интеграција и од безбедносен интерес. Затоа што, пазете, ја почнавме оваа идеја зошто беа трагични овие големо државните проекти. До сега во историјата никогаш немаше поголема Македонија од поранешна Југославија. Немаше ни поголема Србија од поранешна Југославија. Ке има поголема Македонија од поранешна Југославија во моментов кога ние ќе влеземе во ЕУ. Кога со нашата лична карта и пасош, цела ЕУ ќе ни биде на достап. Целиот континент ќе биде една голема Македонија. Од Хелсинки до Никозија, од нели која ќе влезе и Украина во Европската унија, од Лјевов па се до Лисабон. Значи, има ли поголема Македонија од обединета Европа? Значи, од безбедносен аспект за нас ова прашање е клучно и критично. Кога со нашиот пасош, кога со нашата лична карта, ние целиот континент ќе ни биде на дланка. Така што еве ги тие трите точки околу кои што се разбира дека може да се постигне консензусот. И тука јас би го ставил дека се надевам, имајќи предвид принципите кои што ги изложи за работење новоизбраната претседателка и најверојатно идниот мандатар, логично е дека биде Христијан Мицкоски, дека во делот на преговорите со Бугарија сега ќе се влезе многу посеопфатно и многу поконсензуално со цел да се направи една многу поширока рамка, да се седне повторно со Европската унија, со Бугарија. Ја тука не гледам ништо спорно да се вклучи и некој друг играч, како Соединените американски држави, и да се направи еден нов пакет, да се направи една нова поширока рамка, не зборам за преговорачката рамка. Добро, како би се направило тоа од дипломатски? Имаме ли ние капацитети? Бидејќи и Христијан Мицковски во телевизиско гостување најави можност за анекс, подпишување на анекс за договор со Бугарија. Како тоа би се извело? Значи, многу не сакам јас кога како велат со вулканата вода го фрламе и детето. Тоа не е убаво. Тоа го правиме кога ние зборуваме дека немаме дипломатија, не е точно. Македонија има дипломатија. Во онаа зграда во Министерството за надворешни работи не за џабе работат дипломати. Може да зборуваме за тоа. Има и поквалитетни и помалку квалитетни и така натаму, меѓутоа тие луѓе се подготвуваат да служат на Република Македонија. Имаме капацитети да направиме. Да, имаме капацитети. Што е тоа што недостасувало до сега? Политичката насока. Тука е проблемот. Значи, секогаш кога потврла Македонија на дипломатски план, не потврлува македонската професионална дипломатија. Потврлуваат политичките насоки од македонското раководство. Значи, истите тие луѓе, меѓу другото, јас сум имал роља да го водам тој систем кога се правеше визната либерализација. Не може истата таа дипломатија совршено да истера визната либерализација. Не можеш истата таа дипломатија совршено да истера тужбата во Хаг против Грција, а сега да зборуваме дека ние немаме дипломатија. Да не забораваме дека има дипломатски успеси кои што 140 земји признаа Република Македонија како Република Македонија. Значи, мали дипломатски успеси ли се тоа? Сме имали и потврлување. Никој тоа не го спори. И тоа големи потврлувања. Меѓутоа, најчесто секогаш, потврлувањето не е во делот на професионалната дипломатија, него во делот на политичката насока која што професионалната дипломатија го добива. Бидете вие сигурни дека идниот министер за надворешни работи, и премиерот, и претседателката, кога ќе го прават тимот, ќе соберат првотимци од дипломатијата. Често тие луѓе се невидливи и треба да се невидливи на крајот на криштата, кои што ќе влезат во овој процес и ќе овозможат да дојде до еден Мицкоски нарекол анекс, можеме да го пакет, можеме да го наречеме како сакаме, значи гаранција која што ќе овозможи да продолжи македонската европска интеграција и да се сопрат црните политики кои што определени шовинистички клубови во Бугарија ги пласираат кон Македонија во однос на негација на македонскиот јазик, идентитет, култура, овој обид за пишување на нови историски учебници по друг текст, по тој говор на омраза што ги има во бугарските медии, кои што не дека може целосно, нели, од историска комисија до сето тоа да се прераспредели и да се направи една нова со нов капацитет. Може, зашо да не може? Зашо да не може и ќе се направи тоа. Јас сум убеден дека политичката волја е јасна и јасно е на луѓето кои што доаѓаат на власт дека на крилјата на отпорот, меѓу другото, тие доаѓаат на власт.
Зарем има нешто што ја го сроза целосно рейтингот на оваа власт од јулските протести во 2022 година, кога излезе онаа фамозна и лоша преговарачка рамка. Значи, на крилјата на тие протести, на таа народна енергија, меѓу другото се случи ова што се случи. И тој мандат е јасен. И за Мицкоски, и за Силјановска. И тие тоа го зборуваа. Јасен и за идниот партнер, Таравари неколку пати кажа. Дека ако станува збор за загрозување на идентитетот на македонците, дека албанците ќе застанат за тоа. И тоа е голема работа. Затоа што за разлика од тоа, однесувањето на Бујар Османи како министер за надворешни работи беше дека е он рамнодушен комплетно кон оваа тематика. Исто така и Али Ахмети настапуваше со такви тенденции, така што тоа мора да ви кажам дека не беше убава политика и на крајот на крајот таа политика беше казната. Меѓутоа, како што реков, не треба нашата народ да се сомнева. Македонија ги има сите оние неопходни институции што прават една држава. Она, значи, кога потврлува оваа држава, потврлува политичкото раководство. Не потврлува администрацијата и дипломатијата. Немојте да мислите дека оној човек кој што иде на работа во било кое македонско министерство и на шалтери, кој што зема 25, 30, 40.000 денари и од таа плата живее, дека тој ќе си го загрози своето работно место со неработење. Не е така. Потврлувањето е ке политиката. Ќе ви дам пример. Еве сега нема време министерот Тошковски тоа да го проучи. Ќе видиме дали тој ќе биде, дали некој друг ќе биде министер за внатрешни работи. Бидете убедени дека Оливер Спасовски имал документи од професионалците од полицијата. Уште во јуни, јули, во март лани, кај што му велеле, абе ќе влеземе во криза со пасошиве. Нешто треба да се превземе. Тоа било игнорирано. Затоа дое до кризата. Не од намерно што било. Од што били игнорирани предупредувањата внатре од институциите. Така што тоа е тоа што се случи. Ја немам никаков сомнеш дека Македонија има доволен капацитет да влезе во нови преговори, да се најде нова рамка и да се појде повторно. Сега, дај Боже геополитиката да биде поволна и после европските избори да се најде една рамка за завршување на европската интеграција, барем за земјите од Западниот Балкан, затоа што Украина, Грузија и Молдавија не се толку подготвени како што е подготвена Македонија. Повелете. Рековте дека ние имаме капацитети, меѓутоа дали оние кои што ќе одат сега во опозиција имаат капацитети да се сносат што ова што им се случува сега? Прашањето ми е дали ќе бидат, бидејќи во самата кампања зборуваа дека ќе се трне од патот на Европската унија, ги слушавме оние. Не, тоа е затоа што нема друга агенда. Мирно ли ќе го прифатат ова што се случува сега? Па веќе го прифатија. Не очекувате дека би правеле никакви? Очекувам дека ништо чудно кај дојде има некој фолклор. Значи, тие долго време игра на тоа дека они се агент за дестабилизација. Го слушавме тој во кампањата, се враќа на 2001. Како да кажем, не е убава таа работа сега. Значи сега испаѓа, ако не сум на власт, јас ќе дестабилизирам земјата. На Шолич, тоа е таа реторика. Мислам детски малку делува малку незрело делува, малку зелено делува. Впрочем, нека проба да дестабилизира земја членка НАТО да видам од кого ќе добијат поддршка. Ајде да видам. Од кога ќе добијат поддршка за дестабилизација на земја членка НАТО и земја што е нели зачекорена кон Европската унија. Тоа е едно. Второ, мислам дека кај СДСМ е друга работа, таму ќе има еден долг пат на потрага по изгубената душа, ако можам така да го кажам. Гледате ли ви се надзира, во говорот што го имаше Димитар Ковачевски, кажа најде неколку точки на проблем зошто изгубиле, меѓутоа некако не ја прифатија дека тие се виновници, системот, времето во кое што се наоѓаме. Што ќе се случи со таа партија? Има ли можеби некој друг лидер кој што го надзирате дека би? Јас во мојот живот имам многу еден лесен принцип на функционирање. Не сакам да соработам со луѓе кои што не сакаат да прифатат одговорност. Машки е или женски, нели да се каже, да. Јас го преземав овој чекор, сгрешив. Со таков човек или жена вреди да се соработува. Со некој кој што не сака да признае дека сгрешил, треба да бегате од километри подалеку. Затоа што станува збор за луѓе кои што не ги научиле основните лекции во животот. Да, сгрешив, се извинувам, многу тежи. Меѓутоа, имаш работа со одговорен човек или одговорна жена.
барање изговор. Зошто нешто не се случило, не знам, што знам, климата се сменила, магии биле правени или не знам така натаму, тоа е неодговорна работа. Значи, и тоа е подценување на интелигенцијата на граѓаните. Деме граѓаните биле измамени, па не гласале, а они се борат. Не е така. Народот добро знае да одмери и добро знае да награди или да казни. Значи, таму сега ќе се бара долго време душата на таа политичка структура. Може би нема да се пронеде никогаш, може би нешто друго. На друго место ќе израсне, меѓутоа таму ќе биде малку подолг патот кон нивна стабилизација како политичка сила во Македонија. Ова е клучно за нас, затоа што меѓу другото и на ВМРО ДПМН имаме потребна опозиција. Опозицијата е контролор на власта. Нели секоја власт расипува, апсолутна власт расипува апсолутно. Опозиција која што се занимава самата со себе и дава на власта простор да забега во сите можни правци, и дава простор за корупција, простор за криминал, простор за многу други негативни работи. Впрочем, тоа и го видовме. Меѓу другото, видовме што се случува кога опозицијата си ја бара душата во 2019 година. Јас сум убеден дека и тогаш зад професорката ќе застанеа, а може би застане едно големо мнозинство од луѓето кои што излегува на изборите, меѓутоа тогаш заради сите оние настани кои што се случуваа во Македонија имаше многу големи прашалници зад новото раководство на ВМРО ДПМН и правецот кој што тие го имаа земено. Да, меѓутоа раководството издржа доста големи... Во меѓувреме тие се консолидираа, победија на локалните избори и покажаа дека може и поинаку да се управува со оваа држава. Ги поминаа тестовите, ги поминаа детските болки и мислам дека сега е време да се зачекори во на еден поинаков начин. Повторно споменавме професорката и председателка Гордана Селјановска-Давкова. Се сеќавам дека на едно нејзино обраќање, гостување, не ме држите за збор, кажа дека една од првите средби кои што ќе ги има кога ќе стане председател, ќе биде средба со поранешните председатели на Република Македонија. Тоа е за поздравување, ќе ви кажем и зошто. Нормално. Затоа што сега се тројца. Значи Пендаровски, Иванов и Црвенковски. Значи таа велика бара консензус. Консензусот меѓу другото е отелотворен во Македонија во председателот, затоа што само една функција има во Македонија која гласаат сите граѓани, тоа е председателската функција. Истовремено гледаме дека таа и председателот Иванов биле непартиски личности кои што се биле поддржани од ВМРО ДПМН. Во самото срце на СДСМ бил Бранко Црвенковски. Стево Пендаровски, не знам, близок до СДСМ, меѓутоа, значи целата ова пораката што сака таа да ја прати е порака на обединување. Значи пораката дека не значи дека ние постојано ќе најдеме консензус, ама ќе се трудиме да го пронајдеме и на крајот на криштата ретко, гледате, само таа и уште 4 луѓе од 2 милиони македонци имале шанса да седат во тоа столче. Значи само тие тројца, Пендаровски, Иванов и Црвенковски, може не за да и кажат совет како да се справи со одговорноста која што и тежи на плеќите. Таа е шеф на државата, таа е врховен командант на вооружените сили во Република Македонија. Таа е таа која што ги менува генералите, кои се наоѓаат на врвот на војната хиерархија. Таа е таа која што ќе ги менува амбасадорите, што се наоѓаат на врвот на дипломатската хиерархија. Значи една врвна одговорност која што тешко се носи. Оние кои што ја носеле на своите плеќи, ќе може да ја дадат најсоодветен совет и мислам дека после 5 години, односно 10 години вршење на таа функција и тие знаат дека меѓу другото го оправдаат својата роља, својата улога пред македонската историја со тоа што ќе и се најдат на новата председателка. И сега би сакала така да го заокружиме ово гостување. Ја споменавме и Селјановска како председател кој што ќе се обидени да обедини. Каква ќе биде целата нејзина улога, свежина и додадена вредност во она што допрва ќе се случува? Зборувам како извршна законодавна власт и нејзе како шеф на држава, така да ако може да насликаме што надзираме во следниве години. Па принципијалноста, значи ако нешто нејзе одликува како личност е една морална вертикала.
во смисол дека и како професор, и како личноста, секогаш не знаеле каде ќе прекрши во секоја ситуација, имајќи предвид како изгледа незиниот морален кичмен столб, тоа е едно. Професионално исто така, значи станува збор за еден од публикуваните автори во Македонија, кој што секогаш кога таа фатила една работа ја терала до крај, така што тоа ќе биде и начинот на функционирањето на председателската палата. Има кај нејзи флексибилност, значи да се разбереме, иако зборувам за морална вертикала, еден политичар мора да се расправа со практични и со прагматични работи. Меѓутоа, мислам дека ќе имаме еден политичар на кој што македонскиот народ и сите граѓани на Македонија лесно ќе се подпре, затоа што нејзините одлуки ќе бидат многу јасни, извесни и предвидливи. Таа нема да направи ништо на штета на Република Македонија. Таа ќе биде политичар кој што ќе биде системски политичар кој што ќе ја носи Македонија онаму кај што треба и на меѓународен и на локален план. За владата ќе биде малку потешко, затоа што еден председател не мора да работи ништо, меѓутоа доволно да има квалитетна личност за да спречува некои негативни појави кои што ќе се јавуваат кај владата. Сега покрај квалитетот на личност, тука ќе ми активен председател, така што мислам дека владата ќе размислува 3 пати пред да влегува во некои ситуации кои што председателката ќе мора да ги разрешува на поинаков начин, било преку обраќање во собранието, преку барање да биде присутна на седниците на владата, или и со вето на крајот на криштата, па и со обраќање пред граѓаните. Значи, верувам дека таа нема да има проблем да ги употребува сите овие инструменти, ако смета дека јавниот интерес и државниот интерес е загрозен. Така што тоа се моите очекувања, едно би рекол предвидливо председателство, меѓутоа председателство во корист на јавниот интерес, државниот интерес и на крајот на криштата граѓанскиот интерес. А во однос на извршната и законодавната власт, бидејќи станува збор за еден цел... Тоа кажам, значи извршната власт ќе размисли 3 пати пред да влезе во некоја си несоодветна ситуација или мислењето ваше за идниот, ме наметна и ова прашање да ви го поставам. Мислењето за идниот, бидејќи видовме дека имаме доста активен состав, имавме претходниот собраниски состав, видовме одредени особено жени, председателката Синавска се истакна како една од оние што беа така погласни. Што мислите за овој состав сега? Па овој состав прво има многу нови ликови во собранието. Тоа е едно како квалитет. Второ, имаме ситуација на повеќе пратенички групи. Знаете дека новиот деловник дава поголема функционалност на собранието, но поголеми права на пратеничките групи. Значи, сите партии кои што се влезени во собранието ќе имаат пратеничка група и сите тие ќе може да бараат меѓу другото и од власта извештаи и брифинзи за сите работи. Анкетната комисија, за жал, пак заврши без извештај, ова што беше за случајот онкологија. Меѓутоа, мислам, барем мене, можам да кажем за себе и за мојот круг на пријатели, нам не се допадна тоа како инструмент, како изгледа анкетна комисија, така што бидејќи ги отвори одредени прашања во јавноста, што е многу важно да се отворат. Очекувам дека и тој инструмент ќе има повикот не само од опозицијата, туку и од власта, да се разгледуваат многу прашања кои што ќе дојдат на дневен ред, многу прашања од минатото. Ќе видиме, значи во секој случај ќе имаме парламент со нов деловник, многу пофункционален, и ќе имаме парламент со повеќе пратенички групи. Тоа има и своја позитивна роља, затоа што разноликоста на крајот на криштата ќе биде представена во јавноста. Јас тука очекувам ништо. Во однос на судската власт што кажавте, пак ќе кажам, очекувам од идната председателка, од идниот мандатар, системски решенија кои што ќе вклучат и опозицијата со цел да се постигнат нови законски решенија и да се дојде еден персонален состав на судските тела каде што ќе влезат најдобрите правници, а не како досега личности кои што освен партиската димензија на нивното делување немале ништо друго во нивните кариери. Ви благодарам за гостувањето, има што да видиме во период што следи, ќе ги продискутираме сега кога ќе бидат формени и владата. Почитувани, тоа беше За или против вечерашното издание. Ви посакувам убав остаток од вечерта и убав викенд.